Добра ви вечер, добри наши пријатели. На почетокот ново издание на Зајди, зајди, топло ќе ви препорачаме во убава македонска народна песна да ја закопате тагата од себе. Со убава македонска народна музика да ја разбудите радоста во себе. Одамна студиото на Зајди, зајди не било вака полно, вака богато. Богато со искуство и младост. Вечерва сите наши гости доаѓаат од прекрасниот македонски град Македонски Брод. Вечерва Македонски Брод има причини за славење. Кога сме кај искуството што го спомнав, јас ќе го представам нашиот прв гостин, Миле Андрески. Богатство од носии. Поречката носија прекрасно им прилега на 6 млади моми македонки, ученички во СОУ Наум Охридски и членки на културно-уметничкото друштво 7 септември. Нивниот професор по музика во гимназијата и нивниот ментор во културно-уметничкото друштво 7 септември Златко Ристевски. Убаво е да се види кога еден млад човек го негува стилот на пеење на еден доајен на македонската народна песна Васка Илиева, а тоа е Божо Настовски. И како представник на оркестарот на народни инструменти при културно-уметничкото друштво 7 септември го имаме Љупчо Најдовски. А на самиот почеток за музички поздрав до вас. Овие прекрасни моми македонки во убавите поречки носии ќе отпеат акапела убавата изворна песна Каленчице маленчице. Повелете, дами. Долги години дружба со музиката го красат името на нашиот гостин од Македонски Брод, Миле Андрески, а колку поточно ќе ни каже тој самиот, откако ќе му посакаме топло добре дојде и добро вечер, Миле. Добро вечер на вас и на сите гледачи кои ја следат вашата емисија, како кај нас во земјава, така и надвор од границите на нашата земја. Имате и такви информации дека сме гледани и надвор од границите? Да, имам, пошто имам своја фамилија во Шведска и така да... Еве ќе му патиме еден поздрав до нив. Еден поздрав до моите најблиски таму и до сите тие пријатели што ги знам. Така, кажав на почетокот дека долги години се дружите со музиката, но ќе биде интересно и да кажете поточна година. Еве, вие сте член на групата Кале.
Која година е формирана таа група? Кога почнавте да функционирате? Групата Кала е формирана како група 80-та година и првите 7-8 години повеќе настапувавме на игранки, така за младите. Значи, некако додека се оформивме како оркестар. Од 88 година негде функционираме како веќе скоро професионално, со настапи во разни ресторани, на веселби, на разни веселби вон границите на нашата држава. Настапи со многу познати естрадни уметници кои што гостувале во Македонски Брод и во Брод и на други свирки како гости со нас. Так. Можам неколку да набројам од со кои што се имале соработка, а се познати и звучни естрадни имиња. Звучни, тоа многу звучни естрадни имиња. Да почнеме од најблиските кај нас Војо и Билјан, кои ни биле и блиски пријатели. Од Блага Петреска, Јанко Узунов, Виданка Георгиевска, која со која што имате снимено и дует. Имаме снимено еден дует на последното CD, па Наум Петрески, Благоја Грујовски, Сузана Спасовска, некогаш Јоко Дончев. И дека не би замерат сите тие што не можам да ги спомнам, зашто сум многу. Имате во својата кариера и настапи на фестивали и песни кои што се испеани за прв пат од вас. Значи новосоздадени македонски народни песни испеани на фестивали. Настап на Гоцефест 94-та. Еве кажете која песна Настапот на Гоцефест беше како мој солистички настап, а со групата имаме настапувано уште на времето Сенаторфест, 2008 година на Охридфест, 2010 година на Прилепскиот фестивал. Така. Меѓу овие три песни кои што ќе ги слушнеме, а тоа е Димитриче Русокосо девојче, потоа следната песна од Бадев е Ајде разболе се моето либе. Ќе слушнеме една песна која што се вика Со свила ќе те покријам. Таа ми е првенец во мојата кариера. На времето ја напиша еден мој добар пријател и познат тогаш во естрадата, текстописец Томислав Которчевиќ. Аранжманот го направи тука присутниот маестро господин Милон Завков. И ја снимив тогаш за Македонската радиотелевизија со Народниот оркестар. Така, па да почнеме токму со таа песна, бидејќи нашите гледачи се нестрпливи, ние овде повеќе говориме. Песната е многу убава, многу е љубовна и мислам дека многу ќе ја сватат таа порака. Јас се надевам дека тоа ќе биде така, вие повелете, оркестарот на Зајди Зајди е веќе спремен и маестро Милан Завков. Благодариме. Кажи ми, други ке гледаш регени, дали и тогаш кажи ми, други ке гледаш регени, каде ке стапнеш ветува, драгите ке ги позната, со тебе век да лекува, душава ке ја продада. Каде ке стапнеш ветува, драгите ке ги позлата, со тебе век да лекува, душава ке ја продада. Посакај двори големи, околу цветни градини, од црно вино извори, небесни сладки плодови, од црно вино извори, небесни сладки плодови. Каде ке стапнеш ветува, драгите ке ги позлата,
prodao ga. Ajde, razbole se moji tulibe, o tuđa zemlja. Ajde, nema roda da go vidim, otike umre. Ajde, prati pismo, mila majko, ja se daj da. Ajde, ja se daj da, mila majko, da go vidam. Pa da si umre. Ajde, nemoj kerko, nemoj dušo, nogu je daleku. Ajde, nemoj kerko, nemoj dušo, sve siroma si. Ajde, nemoj kerko, nemoj dušo, sve siroma si. Ajde, ke prodadam, mila majko, kovan mi gerdam. Ajde, jaz da idam, mila majko, da go vidam. Ajde, da go vidam, mila majko, pa da si umre. Dimitriče, ruso koso, devojče. Dimitriče, ruso koso, devojče. Idi ja prašaj tvoja ta majka dušice. Dal da dojdam u te večer na gosti. Dal da dojdam u te večer na gosti. Dal da dojdam u te večer na gosti.
daskale i da dojdeš, ajde nemaš daskale. Ja si imam 9 braka rodeni, oni imade 9 puški srebreni. Ko će dojdade da večerade daskale, ko će dojdade da večerade daskale, zemljata se odresuva do Boga, zemljata se odresuva do Boga. Dimitriče, ruso koso, devojče, Dimitriče, ruso koso, devojče, idi i kaži nama i tati dušice, da ne raja drugo čedo kak tebe, da ne raja drugo čedo kak tebe, da ne raja drugo čedo kak tebe, a ne gori drugi bekar kak mene, a ne gori drugi bekar kak mene. Едно изненадување за сите вас, почитувани пријатели, на стилот на пеење на нашата баба Васка Илиева. Зошто и како ќе видите малку подоцна, откако ќе направам трошка муабет со нашиот следен гостин Божо Настовски. Добре ни дојде, Божо. Добро ве најдов. Најпрво да ве поздравам вас во студиото, да поздравам убавиот ни оркестарот и сите кои што во моментот не следат, Да, така? да. Ти си член на културно-уметничкото друштво. Да, 7 7 септември. септември. Да, Македонски бруд. Како се случи тоа да до толку го следиш стилот на пеење на доајенот на македонската народна песна Васка Илиева? Па јас како од мали нозе, ја засакав многу македонската народна песна. Изворниот стил на пеење, Да. токму. И така ете Господ ми подари едно грло, што би могло да се речи едно грло, 2 гласа. Од едно згрло, Изумуваат. 2 гласа, навистина убаво И кажано, Боже. Многу сум И горд, горд што ја слушам и што има млади како мене да ја продолжат таа народна песна. и тој начин, карактеристичен, Да. назален начин на Да. пеење. Дами и господа, јас нема да должам многу со Божо во разговор, туку ќе ве оставам да уживате, а ако на малку ги затворите очите, ќе се присетите на прекрасниот вокал, кој што за жал не е повеќе меѓу нас, но затоа е тука Божо да го продолжи нејзиниот стил, на стилот на пеење на Васка Илиева. Повели, Божо. Благодарам.
ja peše bolnica. Majka na Golgi govori, mami se Golgi od kuća, da ne mi klopi porobi, da ne mi ruga sinoji, i visoki te saraji. Georgina majka govori, drobni si solze proneše, oprele stara majčice, ne li su uštej malečko, pusti pa ti šta te grešam, pokorai me izguvam, zverojke me izredam, bez tebe maleke bila. Majka na Gorgi govori, mani se grozno lupavo, mani se veke od majka, više te majka ne svaka. Vite ne vite Gorgija, te kako majka ne saka, ak majka sija zamoli, daj mi male pljačkite, krpeno i ne krpeno, tako mi što mi vykrojil, zaubav ten mi velik den. Majka mu pljački isvrli, Đorđe od kuća izleze. Kad mi Đorđe izleze, luto si majka proklona. Oflele stara majčice, koga otvori ki izlezam, crnata čuma da vleze, Sara da ti pouta, dvoroj da ti zapusti, siroj da ti potepa. Sama ti male dostaneš i za Đorđija da kukaš. Šetal si Đorđe po gori, po gori, po planini, slegnal si dolu selata, celil se Đorđe ovčarče, sluguval tebe godini, pečali Đorđe, pečali, do 300 opcija gansa, stanal si koleno čorbači. Vena se Đorđe nažali, za svoja stara majčica, za 9 braća ubavi i visoki te saraji. Sobral si Đorđe ovcite i misale Đorđe pristigna,
Jorgina majka govori, oplele stara majčice, imaš li konak za mene? Noć kad prenućam, po utrki si zamina. Majka go Jorgi ne pozna i na Đorđa govori, oplele sinko Delija, imav konac i visoki, i tvoroj široki, i 9 sina ubavi. 10 ti beše Đorđija, Đorđe mi beše najgrozan. I ja si ga Boga pogrešim, Đorđa si go ispadi. Kako mi Đorđi prokolna, usta me kletva dosta se. Kade se ga Đorđija, da si go majka pregrne, majkini grevoj da prosti, veliki će majka da pukne. Đorđina majka produma, ja sam ti, majko, Đorđija, majko, najgrozen, majko, polniča. O, kako majka pregrna, majka celuvana, grobnici majka prorona i pukna majka održalo. Да ги слушнеме овие прекрасни девојки, моми македонки уште еднаш, ќе поразговараме малку и со Златко Ристевски. Добра вечер и добри ни дојде. Добра вечер. Во рамките на Културно-уметничкото друштво 7 септември функционира ова прекрасна пејачка група, женска пејачка група, но функционира и оркестар, така? Да. Значи тука се учесниците кои се И да ги кажеме членови... по име, овие прекрасни моми македонки. Тука е Ангела, Маре, Иве, Кике, Сања и Андријана. И тука ни се другите членови од оркестарот, кои што ќе ги видиме малку покасно. И ова убава пејачка група ќе настапи заедно со нив. Како функционирате во Македонски Брод? Имате и манифестации кои што се одржуваат во текот на годината, доста манифестации, на кои што вие редовно земате учество? Сепак, нашиот крај, значи, располага со две манифестации моментално. Тоа се великденски кули и костенијат. Значи, тие во моментот се најактуелни, но исто така и располагаме со голем број на природни убавини, како што имаме пештери, реката Треска тука ние и можеме да кажеме едно од најголемите подолжина езерото Козјак. Кога се оние природни богатства на Македонски Брод кои што можеби ќе ги привлечат сите оние кои што во моментот не гледаат да дојдат во вашиот град, да бидат гости и да уживаат во убавините, ми спомнавте дека постојат некои пештери и некаква легенда околу нив. Да, значи на 7 километри од Македонски Брод имаме една пештера која е по најголем отвор на Балканот. Тоа е пештерата Пешна. Има една легенда каде што сестрите на Крале Марко, тамо е Пеша, но имаме и спроти Пеша Девини Кули, тоа е втората сестра на Крале Марко, значи Дева. Така. А кога се работи за онаа костенијада има и зошто? Да. Нели? Костенот е ставен дури и како... Значи, костенот ни е како заштитен знак и веќе го имаме на грбот и знамето на самата општина. Така, на самата општина. Исто така тука е присутен и медот, тука се присутни убавите македонски песни, убавата риба, па сите оние кои што во моментот не гледаат, има зошто и да повелат кај вас на гости во Македонски Брод. Повелете, значи, во нашиот крај, во нашата општина Македонски Брод. А сега и со песна ќе ве поканат овие прекрасни моми македонки. Да дојдете кај нив и да уживате во музика и во сето она кој што Македонски Брод ви го нуди. Златко, ти благодарам за разговорот, а сега да ги слушнеме овие прекрасни девојки и момците кои што ќе се придружат од оркестарот. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.
Почитувани пријатели на убавата македонска изборна песна, се надам дека и вие уживавте барем колку и ние овде во студиото и дека и вие посакувате да траеме уште повеќе. Но, сепак овде е крајот на вечерашното издание на Зајди Зајди, но пред самиот крај јас би сакала збор два со една од овие преубави моми македонки да ни каже нешто, а тоа е убавата Кристина, да ни каже нешто за онаа песна која што ја отпеа акапела на почетокот на ова издание, а така и ќе завршиме со песна во нивна изведба. Кристина, зборнавме дека тоа е една обредна песна. Така. Песната се вика Каленчице, маленчице. Така. Значи, песната се изведува на првиот ден од нашиот христијански празник Великден, така што на излезот од црквата Света Богородица во два реда се поставуваат неколку девојки кои што се облечени во народни носи и во рацете држат шами и воедно ја пеат песната Каленчице, маленчице, додека останатите христијани кои што излегуваат од црквата поминуваат под шамиите. Тоа всушност е една символика за поголем берикет што останало и потоа во два реда, значи по 5 момчиња се подредуваат, односно тие градат кули и потоа сите заедно одат во најблискиот рид, каде што се започнало изведувањето на овој обичај и трае и ќе трае без измени како што останало и кај нас. Всушност по тоа е и карактеристичен нашиот град, затоа што овој обичај го има само кај нас, без никакви промени до сега. Се додека вие, младите генерации, ги пренесувате и ги почитувате овие обреди и овие песни ги пеете и ги кажувате вака, се додека сите имаат прилика да слушнат за тоа како е кај вас во Македонски Брод и каков е тој обред, дотогаш и ќе трае нашата традиција. И тоа се надевам дека ќе продолжи и од вас, на идните поколенија. А ова убава носија е од вашиот поречки крај. Да, така? Нашата поречка носија. Вашата поречка носија. Дами и господа, јас немам повеќе што да кажам, ќе ве оставам да уживате уште неколку минути во изведбата на овие прекрасни моми македонки и момците од културно-уметничкото друштво 7 септември од Македонски Брод. Гледајте не и наредниот петок, 20:30. Дотогаш имајте убава вечер.